Го поканивме Тодорче Тасевски, вработен во Министерството за култура, да го прашаме како изгледа да си државен службеник, а да не ги делиш политичките ставови со министерот или во неговиот случај министерката. Тодорче Тасевски повели. Почитувани присутни, драги другарки и другари, јас сум Тодорче Тасевски, државен службеник во Министерството за култура. Чест ми е што сум денес пред вас да го споделам моето искуство. Во Министерството сум веќе 12 години. Од 2004 до 2006 бев портпарол и дел од кабинетот на тогашниот министер Благој Стефановски. Во 2006 со промената на власта сум во одделението, сега сектор за издавачка дејност, како помлад соработник. Помлад соработник е најниското скалило за државните службеници со високо образование. Инаку јас сум магистар по филолошки науки. Од 2006 имам нови колеги, многу нови колеги. И додека тие беа унапредувани неколку скалила погоре, некој од нив и до највисокото звање државен советник, што би требало да представува врв на кариерата на еден државен службеник. Јас знаев дека сум обележан и дека не можам да се надевам на никакво напредување. Напротив, бев дисциплински казнет и разбрав дека сум требало да бидам среќен што воопшто ме задржале на работа. Не баре Министерството е нивна приватна компанија. Последниве години сум речиси целосно изолиран, без да се искористат моите вистински капацитети. Ќе ми треба многу време од ова што го имам да ги набројам сите проблеми со кои што се соочува државната администрација. Најголемиот од нив е притисокот. Постојаниот притисок и инсистирање на целосна послушност во спроведување на налозите. Токму затоа ќе си земам слобода во моje лично, но и во името на сите мои колеги, затоа што верувате сите го трпат притисокот, да и порачам неколку работи на идната влада на Република Македонија. Вратете го достоинството на професијата државен службеник. Наместо притисоци, застрашувања, покорност, овозможете ние државните службеници достоинствено, честно и слободно да извршуваме нашата работа. Овозможете честна, објективна и непристрасна проверка на нашите знаења и способности. Напредувањето во кариерата да биде според трудот, посветеноста и одговорноста, не според послушноста и слепата лојалност. Ослободете не од стравот. Никој не смее да се плаши дека ќе биде отпуштен или деградиран заради тоа што се спротивставил на налозите на неговите претпоставени, кога проценил дека истите се во спротивност со законот. Впрочем, тој и законска должност на државниот службеник да реагира во одбрана на законитоста на работењето. Мотивирајте наместо да заплашувате. Поттикнете надпревар меѓу нас државните службеници, меѓутоа надпревар по квалитет и одговорност, по посветеност и професионалност. Овозможете обуки преку кои ние државните службеници ќе ги надградиме постоечките, но и ќе се стекнеме со нови знаења и вештини. Само така ќе можеме да извршуваме работата мотивирано, честно, одговорно и ефикасно. Само така ќе покажеме лојалност кон законите и кон граѓаните, а не лојалност кон партијата. Искористете ги нашите капацитети. Во државната администрација мора да има место за најдобрите и тие да го вадат најдоброто од себе си. Само така јавниот сектор ќе биде во служба, а не товар врз грбот на граѓаните.
Само така Македонија ќе ја претвориме во посакувано место за живење. И на крај уште еднаш сакам јавно да апелирам да се обврзете дека никој нема да биде отпуштен ниту деградиран само и исклучиво заради неговата политичка определба. Ви благодарам.